Кое што ни провејува некаде од 7 часот и 30 минути во Македонија наутро се ски центрите. Имаме врнежи од снег, тоа овозможи и ски центрите низ Македонија непречено да функционираат, што е добра информација. Кажавме како е на Копанки, слушнавме како е во Маврово и Крушево, а сега одиме повторно во Битола, односно Стрежево, да видиме како функционира Стрежево. Таму е количката Ружица Ѓуршевска со неколку соговорници. Прво ќе ни каже за понудата, а меѓу другото ќе зборуваме малку и за ски школата, односно што се нуди на сите оние кои што сакаат да научат да скијаат. Ружица, добро утро. Колку целзиусови степени е во моментов на Стрежево и има ли посетители од каде се? Добро утро, Кристина, добро утро, еве поздрав од зимско-рекреативниот скијачки центар Стрежево. Само да знаете во колку убаво друштво сум ова утро. Еве, ќе ги представам на почеток оние најмалите. Тука ни е Ема, Јан, потоа Александар Ангелевски и Христина Ристевска, инструктори по скијање, како и Александар Цветановски и Ице Велјановски, момците задолжени за се да биде под контрола во спортско-рекреативниот центар Стрежево. Да, и еве на почеток ќе почнеме со твоето прашање. Дали знаеме колку во моментов имаме степени овде на Стрежево горе? Па околу 8 степени во позитива. Значи временските услови овој период не се погодни. Ние како ЈП Стрежево и ова година ги реновиравме навремено ски лифтовите. Располагаме со 2 ски лифтови. Долниот ски лифт е со должина 750 метри, горниот ски лифт е со должина 850 метри. Подготвени сме, чекаме да временските услови да бидат поволни за скијачите, ги покануваме сите да дојдат. Ице, чинам дека први во Македонија ја стартувавте скијачката сезона, на 4 декември имавме прилично многу снег, па и со 8 степени да не се чудиме зошто веќе повеќе од половина снегот ни е истопен, меѓутоа за сите оние љубители на снегот и на скијањето да не се разочаруваат, бидејќи веќе од недела ќе имаме повторно врнежи на снег, меѓутоа и пат на температурите за дури 10 степени. Еве, Александар ќе го прашам. Александар, дали сте на време координирани со другите општествено одговорни компании за проодноста на патиштата до овде? Добро утро, Ружица, добро утро за гледачите на македонската телевизија. Да, во секојдневна комуникација и координација сме со Македонија пат. Оваа година морам да му се заблагодарам јавно за нивната ангажираност. Преку целиот период додека имаше снег на коловозот и додека беа врнежите, јавното предпријатие Македонија пат беше во висина на задачата. Александар, еве, ајде да ги споменеме цените, колку се цените за дневно и за ноќно еднодневно скијање, а колку се сезонските карти? Вака, сезонската карта за деца до 14 години е 3000 денари, а за над 14 години е 5000 денари. Ноќното скијање чини 400 денари, а дневното скијање чини за деца 300 денари, а за возрастни 500 денари. Ноќното скијање ни е вистинска атракција. Јас верувам дека од недела кога ќе имаме нови врнежи на снег и тоа како овде ќе биде атрактивно со оглед на тоа што скијањето е култура на живење на некои луѓе, па и не се скапи влезниците, ќе кажеме. Ица, ајде да кажеме со кои се други содржини може овде да се занимаваат децава. Еве, од денеска имаме бесплатен превоз, па се до 17 во работните денови. Значи, еве, апел до сите оние кои што сакаат да дојдат на чист воздух, на спорт и рекреација, да ни дојдат, очекувате посетители, меѓутоа, според информациите, имавте и многу прилив на странски гости. Да, имаше прилив на странски гости, како и домашни од Македонија, од Скопје, од Кичево, од Ресен, од Охрид, кои што престојуваат во Ниже поле. Значи, Ниже поле е како населба која што има сместувачки капацитети, ги издаваат луѓето. Значи, очекуваме сега најнов проект во соработка со општина Битола. Значи, од денес започнува бесплатен превоз на граѓаните на општина Битола.
ги покануваме да дојдат. Објавено на веб страната на општина Битола од каде е тргнувањето, од кога треба да ги земат од овде, значи да дојдат на топол чај, на чист воздух. И не мора само на скијање, се разбира, овде имате санки, има многу можности и реквизити, меѓутоа има и можности да се научат оние кои што не знаат да скијат, затоа овде ни се инструкторите по скијање. Меѓутоа јас прво ќе ги прашам моите омилени утренски гости, Ема и Јан. Јан, сврти ми се малку кон мене, дали научивте да скијате? Да. Да, колку време скијате? Па 7 дена. 7 дена. И како се чувствувате додека скијате? Убаво. Да? Да. Вистинско уживање? Да. Овде на планина, чист воздух, многу деца, веќе после 9 часот ќе почнат да ни доаѓаат. Јан, ти колку време скијаш? 6 дена. 6 дена. Дали е строг професорот? Да. Падна неколку пати? Да. Меѓутоа, кој падне, тој ќе стане. Не е страшно, денес продолжувате, ќе останете до вечер овде? Не. Не? Доаѓате секој ден? Да. Да, додека трае зимскиот распуст, се разбира. Благодарам, дечиња. Ви благодарам и вам од Стрежево. Сега ќе преминам малку на разговор со инструкторите по скијање. Ајде да кажеме малку за скијањето. Дали има интерес кај дечињата за да научат да скијат? Па да, има интерес. Последните неколку години можам да кажам дека интересот во врска со скијањето е многу голем. Не само кај најмалите и кај повозрастните генерација, така да во последните неколку години можам да кажам дека скијањето е во поголем подем, бидејќи секојдневно имаме се пријавуваат се нови и нови ученици. Александра, ти си по вокација и професор по физичка, кои се придобивките од овој спорт? Па придобивките од овој спорт пред се здраво тело, здрав дух, пред се на планина, чист воздух. Има многу големи придобивки, пред се најмногу уживањето што можат да го добијат со скијањето самите скијачи. И Христина, пред крајот, вас ќе ве прашам, кажавме дека веќе од недела ќе имаме пат на температурата од 10 степени, Пелистер не е планина за подценување, имаме прилично променливи температури кога станува збор за планината, без која опрема не смее да се тргне на скијање? Па вака, најпрво апел до возачите да бидат спремни со синџири или со зимски добри гуми, затоа што најважно е да стигнеме тука, а потоа дечината да бидат облечени доволно добро, меѓутоа не премногу, затоа што ние имаме физичка активност и тие нормално се загреваат. Секако не раквици, наочари и капчина, по можности кациги, зашто ќе бидат апсолутно безбедни на патеките. Исто тоа се однесува и на возрастната популација. Да кажеме пред крај да ги поздравиме оние гости кои што требаше да ни дојдат, тоа се скибордерите, меѓутоа од оправдани причини поради стомачен вирус не можеа да дојдат. Овде може исто така да се практикува и скибордингот. Да, скибордингот е апсолутно атрактивен во последниот период. Се повеќе имаме бордери на патеката. Патеката е многу погодна за учење, морам да напоменам, и затоа е огромно задоволство да се видат еден куп млади и возрастни скијачи и бордери на ова патека. Поздрав до бордерите, се надевам за брзо ќе се вратат на нашите патеки. И Александра, пред крајот, дали имате кандидати на да речеме на поголема возраст кои што сакаат да научат да скијат? Па да, имаме негде од годините, најмалата возраст кој што почнуваат да учат е од 3 години, највозрастниот кандидат кој што сме го учеле бил 63 години. Ви благодарам многу, Кристина. Ете, слушнавме за ски стазата на Нежеполе и сето тоа што она може да го понуди. Од недела понатаму ќе имаме врнежи на снег, многу можности за скијање, спорт и рекреација, меѓутоа и за уживање. Аз ќе кажам дека во мое време кој немаше санка и ски, си се лизгаше на најлон и преубаво си поминувавме. Битно е дружењето, битен е чистиот воздух, меѓутоа секако добре дојдени се и професионалците не само од Македонија, туку и надвор од Македонија. Студио? Апсолутно се согласувам со тебе, Ружица, кој немаше санка и ски, се сноуѓаше, но најважно беше забавата и убаво да поминеме, а кога има снег, тука е убавата, тука е забавата секако.